Недостигот на работници во текстилството ги враќа странските пари назад. Веќе најавени и планирани големи инвестиции се откажани, зашто секторот не може да гарантира навремена испорака на нарачките заради недостигот на работна рака. Знам дека имаше една најава за турска компанија која што планираше да вработи 5000 луѓе, меѓутоа тоа се откажа затоа што има недостаток. Работа во моментот има доста, работа ќе има и се повеќе, така да таа бројка не можете да кажете колку е. Во моментот имаше по едни испитувања, мислам истражувања, дека во секое време најмалку 100 вработени фалат само во градот Штип. Да не зборуваме по другите градови и по другите конфекции. Поради ова, текстилниот кластер интензивно работи на привлекување на млади луѓе во текстилната индустрија. Веќе е изработен и промовиран спот во соработка со бугарскиот текстилен кластер. Предизвика одреден интерес затоа што е изработен заедно со текстилниот кластер од Бугарија, така да истото што го правиме кај нас се прави и таму, а се со цел да се повеќе има млади во оваа индустрија. Знаете како, долго време медиумите има негативна кампања кон текстилот воопшто. Она што сакаме да го постигнеме е промена на овој став, односно промената на оваквата перцепција. Освен во промоцијата на текстилството, кластерот ќе работи и на реформи во образованието, така што учениците од средното текстилно училиште би имале уште повеќе практична работа во учењето. Не само што на крајот на школувањето ќе излезат кадри кои што ќе бидат спремни веднаш да се вклучат во производствениот процес, сметаме дека и со самото тоа, самата настава и самото учење ќе биде поинтересно за младите. Затоа што, знаете како, многу е убаво кога нешто ќе можете да создадете, кога ќе можете да се материализирате во некој производ. Овие заклучоци текстилниот кластер ги донесе денеска на средба во Штип, која следува по повеќе средби во источниот регион, но токму Штип е најважен за оваа индустрија, зашто овде е концентриран најголем број на текстилни компании и потенцијална работна сила.